Здраво, браки убави, браки и сестри. Поздрав до сите од Преобо и од Велс. Уште еднаш Преобо, Велс. Божја земја, Бога земја. Денеска искам да споделам с вас една аналогија интересна. Тоа се односи за Land Rover Defender. Land Rover Defender, за што не знаете, е многу популарен и дури легендарен, би кажал, джип кој се производи од многу давно, давнишни времења. Од давнишни времења се производи, британски е, значи британски бренд, британска марка и многу се познати тоа што се прилагодливи за секој терен, не прилагодливи, туку се издржливи на секој терен, дали во пустина, дали в планина, дали на снег, дали во Русија, дали во Сахара, нема проблем. Значи, исто тоа е квалитетно направен, што значи каросериски, шаси, мотори издржува до бесконечно, што би рекол, метафорички. Каде аналогија со тој джип, зашто овој го правим без, значи одиме негде со мобето, немојте мислите дека само времето ви одзимам или само си го моето тепам. Джипот беше, Land Rover беше, значи по тоа познат, но исто така беше познат по тоа што беше неудобен на долги вожни, неудобен внатре, значи не е многу добро внатре изгледа, нема некој комфорт, али ете има друг квалитет, издржливост, што издржливост и знаеш, на крај на денот тоа и сакаме квалитетно, не квантитет. Но 2016, значи прекинаа да го производат Land Rover. Не, 2016, извинете, ќе ми простите. 2020 мислам, не, сум грешка. 2018, како и да, пред неколку години прекинаа да го производат Land Rover Defender, стариот тип или оригиналниот тип, поради тоа што не ги исполнува модерните услови за безбедност. Тоест не ги исполнува модерното време, модерните стандарди. Но истовремено тоа на Land Rover направи цената, вредноста да му се подигне толку многу, потоа што многу постојат, но во ограничен број, да се разберем. Значи вредноста со тоа му се покачи. Тоа е поентата и поуката тоа дека тоа што е уникатен, тоа што новото време не може да му го сруши карактерот, да ја скрши легендата, да го скрши тоа што Land Rover Defender е, моја подигна вредноста, па некои Land Rover Defender вредат и по 10-20 годишни Defender вредат и по 30 до 50.000 евра, што е повеќе од нова кола, правен за старо возило. Така да, поентата е, тоа е само аналогија, не се односи за Defender, Defender само аналогија, приказното е само пример. Така да и ние, без разлика модерното време, притисокот што ни го создава, да се промениме, да го следиме трендот, да се прилагодиме кон модерните услови, или тоа што е нормално на денешно време, а да си го занемариме својот карактер, своите вредности, своите морали, тоа што не прави тоа што сме, вистински, само може да ни одземе вредност. Ако запазиме тоа и не дозволиме ги губиме, значи вредноста само може да ви се подигне нагоре. Така да останете своји, останете реални, останете вистински, останете тоа што сте, не тоа што времето или другите сакаат да бидат. Уште еднаш поздрав од Преобо и од Велс. Не знам колку може да видите, Преобо и места, Преобов ден, Преобов сонце. Поздрав до сите, останете вистински и не дозволите никој ништо да ги сруши вашите морали и вредности. Но, истовремено, имајте добри морали и вредности, не само своји, туку добри и тие вистинските, што треба да бидат. Поздрав и убав ден!